можеш да ја сакаш или да не ја сакаш, но да ја одминеш незината работа, незиниот брз и остар ум, незината храброст и гласност, никако не можеш. На модната сцена се врати по 5 години со ревија на Скопскиот моден фестивал и е моја денешна соговорничка и гостинка од своја страна, нашата дизајнерка Ивана Кнес. Ивана, ти благодарам многу што ја прифати мојата покана и ве повтор пат да се видиме од своја страна во 5-та сезона. Благодарам на поканата, убавино, со удоволство ми е. Дали се среди со импресиите, јас ќе те прашам. Се случи Скопски моден фестивал, се случи Ивана Кнес. Што се случи? Како беше она на кошаркарите кога освоија куп, леле што направивме. Да, леле што направивме, баш. Леле. Се стабилизирав, да, малку. Таква е мојата работа, динамична, нити ни дозволува, нити ни остава простор нешто многу да мислиш. Единствен простор кој што го имав беше после ревијата, од кога заврши све, од кога се собравме. И јас стигнав прва дома и седев на паркирано пред врата, 45 минути во кола и ќутев. И не знаев малце така. Што се случи? И се стабилизирав, се собрав, си станав следното утро, си се вратив на работа и така. По нормал. Зошто остави да чекаме цели 5 години? Сама на себе си го дадов тоа време. Многу тешко време живееме, мислам дека. Не го кажам ова тоталитаристички, туку малку женствено и емотивно. За една жена во денешно време да функционира во вакво општество е предизвик. Поготово жена како мене, која што видела и поминала се нешто во животот. И со цело тоа мој искуство едноставно ми требаше да застанам, ми требаше пауза. Короната ми беше као еден изговор своевиден. Си ја искористив како оправдување. И откако заврши короната и откако завршив јас еден мој личен циклус, си реков, ајде, извади го од тебе, бидејќи ти тоа најдобро го правиш и тоа те лечи. И на некој начин братчетка ми, која што беше во публика, кога се симнав долу, после се вриштеше на цел глас, па колку си ти будала, што ова го извади од тебе, што е ова? И така натаму. И така да тоа е веројатно убавината на мојата работа. Се што е внатре, имаш простор да го кажеш и да луѓето го видат. Што се случуваше со Ивана Кнес овие 5 години наназад? Се пронајде конечно? Вики, не знам дали се наоѓа некој во до крајот на живот. Положив за кола, човече, на 40 години, јеј! Положив за кола, возам. Пазете кога поменувате пешачки, јас сум во кола. Знаеш како ги има оние сите мотивациони на YouTube видеа и по Instagram и по се, нели која е целта на постоењето на човекот и така натаму. И ние сите многу сакаме да одиме да истражуваме и ја бараме најдлабоката точка, нели на постоењето, меѓутоа се е многу едноставно и се е многу уште поедноставно е тоа кажано во сите можни религии на светов, ама не сакаме да ги слушаме. Ние луѓето имаме некоја тенденција да од се вадиме само тоа што нам не одговара. Реалната ситуација е дека се е многу едноставно. Таква беше и ревијата, едноставна. Со јак глас, меѓутоа се е многу едноставно. Сакаш, те сакаат, грешиш, се поправаш, се трудиш. Гледаш каде не си добар, се обидуваш да не бидеш веќе таков. Помагаш колку што можеш, не повеќе од своите можности, бидејќи и така се губиш. Јас тоа го направив, да речеме, во еден момент, дадов многу повеќе од себе за животни, бидејќи тие што ме пратат знаат дека сум втора лајка. И тоа забега во еден момент, и не дека сега сум во некоја подобра ситуација, 5 кучиња, 12 мачки имам, ама да речеме дека мора на се да ставаш граница, па дури на давањето. И учев во овие 5 години како да си ставам граница сама на себе. На што давам, кога давам, како, што е тоа што ми прави да ја заспиам мирно навечер. Сватив дека една преградка може да ти го промени цел живот. Сватив дека тоа што ќе му се насмевнеш некому, едноставно него ќе го однесе на друго место каде што му е потребно во тој момент да биде, без да знаеш, несвесно.
не зборуваме за наивна сочувствителност, туку едноставно само треба човек да биде едноставен сам кон себе, емпат кон сите други, меѓутоа да не се става себе си на последно место. Јас таму сгрешив. Колку време даваме на љубовта? Многу малку време даваме на љубовта, најмалку на свет. Кога ме закачна, се веројатно сакаш и приказната. Да, сакам. Мојот татко почина пред 9 години. Ние се разделивме многу лошо. Тоа ќе го објавам еден ден. Многу сгрешив и многу ми сгреши. И за жал, дента кога почина, ние не разговаравме. Јас од други луѓе дознав дека почина. И го немав видено 2 години, кога го видов веќе беше заминат. Има некој тренд да луѓе објавуваат. Јас не го почитувам тоа на Facebook и на Instagram дека некој почина, не го сакам тоа. Единственото нешто кое што го напишав дента после од кога се вратив од погребот беше љубов, многу малку време ти даваме од проста причина што си се налутив само на себе и не можев да си простам во тој момент, ми требаше многу долго време за да си простам. Зошто така постапив јас? Без разлика колку некој ти греши, без разлика кој е тој некој и која е неговата позиција во твојот живот, секогаш треба да најдеш начин за на крајот на денот, ако ништо кога се разделуваш, да се разделиш со насмевка. Никако, мој најдобро намерен совет, никако не се разделувајте лути. Не сте свесни колку тоа боли и колкава лузна остава тоа на срце. И едноставно тоа е нешто со кое што јас еве веќе 9 година учам да живеам со тоа, со таа емоција, која што не можам да ви кажам, не можам да ја дефинирам каква. Од таму излезе љубов многу малку време ти даваме? Од таму решив дека веќе вредно време е да го проговорам и да го ставам на... Даваш ли време денес на љубовта? Даваш ли шанса денес на љубовта? Заљубена ли е Ивана Кнез? Не. Заљубена во самата себе? Не сум ни тоа. Знаеш, таа многу беше едно убаво и атрактивно едно време да зборуваме во таа самозаљубеност, љубов за кон себе пред себе, веројатно е меѓу првите, ако не и прво општество во кое што го почна тој тренд кај жените. И се е тоа супер, меѓутоа од оваа перспектива на една женичка од 40, ќе ви кажам дека многу малку работиме на партнерски односи. Има некој тренд на искористи и терај, што не ми се допаѓа. И има некоја тенденција да се многу кратко трајно и кратко и сладко. И па, дечки, животот треба да горчи. Затоа што кога горчи на крај, медот е уште повкусен. Така да Ивана не е заљубена, меѓутоа сакам да верувам во љубовта, без разлика што сум била неколку пати и тоа и сум имала прекрасни врски кои што ете за жал не успеале. Да, и на Инстаграм чинам вчера објави дека сакаш веќе да се мажиш. Да, тоа ми е најново. Да те пратам. Или ако има некој доброволец и на телевизија јавно ќе кажам, значи на располагање сум за брак. Јас го немам направено, тој чекор би верена 4 пати до сега. Ама некако не собрав храброст, јас не собрав храброст да ја донесам таа одлука до крај. Замисли, значи ти веќе собрав. Да, некако сега веќе се чувствувам дека можеби моментот да јас едноставно го направам тоа, меѓутоа партнерски, не сензационално, не со најскапиот фустан и најскапата свадба, не баш напротив. И предпоставам дека и ако навистина го се случи тоа е тако, нели направам да се случи тоа, ако универзумот направи да се случи тоа, веројатно нема ни да го знаете. Ќе видиме. Тоа на мој начин ќе биде тивко и под мои услови. Ајде малку пак да се вратиме на модата. Дали појавувањето на модниот фестивал ќе значи и целосно враќање на драма? Драма како драма ќе се врати, меѓутоа не во догледно време, за неа ќе ми биде потребно малку време за реализација, бидејќи ќе биде захтевно физички за реализација. Тоа е единствената причина. Драма ќе ја вратам со исклучителни, ексклузивни фустани кои што нема да бидат достапни за секој, тоа е тоа, животот не е фер, знам, ама така е. Но затоа ќе си постојат лавкец кои што ќе си пропагираат една идеологија како и до сега, од жена за жени, за сите жени, по сите мерки, значи немаме ние величини, не работиме од S до, едноставно ги имаме сите можни величини, бидејќи работиме по сечие мерки.
што и во еден даден момент можеби и не е баш добро, бидејќи се наоѓаме во еден период каде што жените и како малку премногу се опуштивме. И јас бев таму, затоа и собирам храброст ова да го кажам така. И јас бев таму, јас пак покачив, пак имав некои 80 на килограми во даден момент. Меѓутоа, сметам дека ете тоа да се вратиме на себе љубов, темата, таа себе љубов е тоа. За мене беше тоа. Прво да си ја најдам здравствената точка, кој ми е здравствениот тригер, второ килажата која што ќе ме држи и одржува здрава. Не убава, јас сум си убава како и да што шишам сите, ти текнува, значи се е во ред. Меѓутоа, здравието, знаеш, ние многу некако во последно време сите емфазираме женска убавина, вештачка убавина, наметнати козметички третмани, ај малку стоп. Каде е здравието? Кога последен пат си преведела крвна слика? Знаеш, кога последен пат се знам да, во октомври месец на здравието на дојката. Да, еве. Знаеш, кога последен пат си била на гинеколог, на забар, на најосновните вредности ни отидоа некако во аута, настапија на сцена ботокси, ногти, хиалурони и што и да. Чекайте бе дечки, приоритетот внатре кон надвор. И знаеш, кога се зборува за килажа, еве сега и мене леле као ослабе, супер, и знаеш, па ја ослабе затоа што се борев за здравје, бре. Значи, месец и пол бев по болници. И сега ќе ја задржам оваа килажа за да си го задржам здравјето едноставно, толку. И сето тоа си прави да има или нема мода. Е така некако да го кажам. Знаеш, затоа што ќе се вратиме, јас ќе се вратам и ќе говорам на темава многу и ќе канам и гости на платформата на која што ќе говорам. Сакам на жените да им дозволам да го сгрешат, но и да се поправат, да признаат дека негде по пат се загубиле. Јас си признав, мене ми требаше многу долго време за тоа, и многу храброст, ама го признав, си изгубив. И морав да застанам за да се вратам назад. Едноставно, за да видам која сум, за тоа што, знаеш како, често знам да видам, чачни ти назад, ама за да видиш што било тоа, знаеш, што сакаше да бидеш кога беше малко, кога беше дете. Тоа е најголемата вистина, луѓе, кога сите твои соништа од детството се највистинските и најискрените. Овие сега не се важат, искварени се од капитализмот пред се. Сакам на жените да им го вратам комфорот кој ќе го имаат сами со себе, доволно за да може да бидат модерни под знак наводници. Го кажувам под знак наводници затоа што јас сум сепак пред се костимограф и повеќе верувам во костимски осврт кон гардеробата отколку во моден. Модниот поминува, костимографскиот е траен и има емоција и тежина позади него. Така да од мене, јас би сакала да ја вратиме модата, нема да не стилот, ќе речам, кој што ќе подразбира да не бркаш слепо комфор. И знаеш, да се прилагодиме да ги прилагодиме сопствените финансии и можности кон желбата за стил, така некако. Сега кога спомена финансии, во еден наврат ја кажеш и дека и финансиската состојба и стандардот овде во Македонија не дозволуваат нели толку жените да се осврнат кон таа некоја мода и влие ли тоа на вистина? Ама така е, Викторија, да не се лажеме, нас политичарите не утепаа во последниве 15 години. Од прв до последен, значи кај да почнам, кај да завршам со се последнава ситуација со покачување на цени на храна. И сега како една жена која што има 300, 200, 300 евра примања, која што има дете, која што има сопруг, да размислува за фустан од 50-60 евра, што не е висока цена, пак ќе кажам, значи за светски стандарди е ниска цена, меѓутоа како таа жена, јас сум сигурна дека го сака фустанот, да го вклопи во тие 200-300 евра тој фустан. Што попрво да фати? Значи, малку е подлабоко коренот, не можам јас да ви продавам колачи кога ние немаме леб да јадеме. Мислам, вистината е таа, да не глумиме Марија Антоанета. Значи, знаеш, затоа велам, сега би бил мој предизвик да, според моменталната финансиска подлокална, мислам во Македонија состојба, да некако, ако иоле, некако можам да им помогнам на жените да излезат од хеланките и од патиките, кои што се комфорт зона, знам, бев таму, го живеев тоа, знам што значи тоа. И да им покажам дека со малку, со плански, со менаџерски однос кон сама себе прво, ќе можеш да си дозволиш се. Знаеш, мене ми велат,
се смеевме пред да започнеме. Убедени се дека се боцкам, нели? Сите се убедени дека имам нешто таму. Ботокс. Види ги што класи. Јас не се боцкам, ама секој утро станувам во 5:30. И сам раз, коцкам раз. Коцка лед на лице, масажи со масло, секој утро. Не ми се станува секој утро у 5:30, ми се спие. Уморна сум, мене денот ми трае по 15-16 часови работниот. Ама не сакам да се боцкам, сакам да изгледам убаво, жена сум. Тоа е жртвата и тоа е исконски, тоа не го измислив јас, од секога жената мора да направи некаква жртва за да нели биде таа како што е убава, да си се почувствува за себе. Јас не велам дека друга жена која што не го прави тоа не е, да не ме протумачите различно, него едноставно сакам да на секоја жена на светов, поготово овде, да доловам, да ја дадам мојата приказна, и со тоа да помогнам да се пронајде, да најде сила и храброст да мрдне. Нас не застана. Нас не застана политиката, не застана целиот систем, целата структура. Имаме здравство кое што се распаѓа, административно нема ни да навлегувам. И се тоа е една микро борба во мозоците на секој од нас, кој што си кажеш, чекај бе малце, мене ме дошло до ревијава на ова, мислам, дај, не ме зезајте. И Ивана не се одлучи да остане во Македонија и да дизајнира за македонски пазар. Добро, настрана се она што го правиш надвор, кое што бурно одекна, како герданот на првата дама на Хрватска чино, така. Имаше ли понуди кои што би требало да се ги прифатела тогаш? Имаше, се уште има. Имаше и зошто не? Има. Затоа што сум дома. Затоа што, знаеш како, не знам на 20 години дали вака не размислува вака на 20 години. Ќе најдам некое старо интервју, сигурно ќе блебетам како морам да си одам од земја. Кога ќе поминеш, тоа пак ќе кажам тоа што јас го имам поминато во животов, ќе сватиш дека на крајот на денот најважно е кој ќе те гушне, како ќе заспиеш. Не е важен креветот дали е со гускини пердови или не знам какви, него едноставно мирот кој што го чувствуваш. И се дали си во Њујорк на Таймс Сквер каде што врие бубашваби и ставрци, или си во село, во не знам Берово негде. Берово е прекрасно. Знам дека е прекрасно. Јас го бирам Берово, тоа ми е муаветот. Значи мирот не е каде си, мирот е со кого си. Многу време ми требаше да го сватам тоа, иако го имав слушнато и како поговорка, го имав и доживеано се извинувам на патувања. Меѓутоа на патување едно, а на животни стази друго, баш не е мирот каде си, туку со кого си, кој е покрај тебе. И кога си сам, дали си мирен, дали си среќен? Во оваа моја ситуација сум сама. Но е тешко да си мирен и среќен кога си сам. Може би тоа е најтешко. Не зборуваме за сам на себе доволен, секој е сам за себе доволен, тоа е лага. Меѓутоа многу е поубаво и многу е помагично и волшебно кога некој има покрај тебе. Сад тој некој кој е? Не каде, кој? Срекна ли си денес, конечно? Сум. Абе сега конечно, знаеш како? Ќе дојдам дома, ќе најдам некоја белја од животните, ќе се вриштам, ќе се дерам и нема да бидам среќна. Мислам, тоа конечно нема конечно, знаеш, веќе се менува. Навистина се менува. Сами ли си ја креираме среќата, Ивана? Јас верувам дека е тоа така 100%. Знаеш, има едно нешто што викаат универзум. Сепак универзумот за да ти направи нешто треба ти да го побараш. Затоа и вера, надеж, љубов беше тема на ревијата. Верувам, се надевам и љубам. Верувам, кога верувам и кога се надевам, значи има нешто во кое што верувам и нешто за кое што се надевам. Кога има тоа во себе, како вика мајка ми, стај го на маса. Кажи го. Кога ќе го кажеш, нема назад. Мислам, од најмали работи, знаеш, од како год да звучи ова, сте го слушале, сте го читале, смешно ви било, во некои моменти дури и патетично. Меѓутоа, сакам да си купам стан, ќе си купиш стан. Крај. Во оној момент кога ќе го изустиш, ќе си го... Сакам да се мажам, бе? Сега ќе се мажам. Крај. Еве, јас сакам за некоја година. Чинам твоите профили на социјалните мрежи ги следат најмногу жени. Сите жени мислам дека се таму. Колку до жените допира сето она кое што го пренесуваш таму, каков е фидбекот со жените? Еве конкретно ме интересира за оние помлади девојчиња кои што се уште не знаат каде се лутаат со кариерите. Пишуваш често на тоа. Се повеќе како да е осврнато на физички изглед, зборувавме. Има ли фидбек? Се пронаоѓаат ли во она кое што го кажуваш? Не знам дали влија.
немам директен, да речем, увид во тоа, но знам дека ме пратат, знам дека ме следат, знам дека ме прашуваат, во инбокс ми пишуваат, им враќам. Значи нема тука, не глумиме звезди за џабе. Јас додека сум жива ќе пропагирам кариера кај жена. Не кариера на ниво на немање семејство, туку кариера на ниво на соодветно образование, соодветна едукација, фокус на нешто што не е од денеска за утре курс. Цврсто тврдам дека образованието може да ти го промени животот на подобро. Се разбери доколку е соодветно. Во моментов, нашиот образовен систем не ми се допаѓа, не сум најсрекна. Имав можност скоро да прелистам од основно до високо образование, не сум срекна, нешто плюкни залепи е се тоа. Верувам во цврсто образование, вистинско образование, каде што, да речеме дека ја имав таа среќа, каде што го фатив оној комунистичкиот начин на идеологија на образование, од типот на учев и социологија, и педагогија, и психологија, и филозофија, и етика, и естетика, и итн. Основните предмети, нели? И некако се тоа го протерав. Мајчин јазик многу се величаше. Значи, во мое средно училиште во Орце Николов е професорката Смилјана Донева, ќе ја поздравам. Смилјана мене ме описмени. Ме натера да читам. Немаше лектира што не смееш ти... Не знам ни јас веќе колку книги имав прочитано. Јас кога отидов на академија, отидов веќе образована. Значи, веќе сите книги и драми кои што требаше да ги читам на академија, јас ги имав прочитано во средно. И тоа е страшен бенефит, колку год да страшно изгледа. Ова е исклучително зло. Ние мислиме дека се е овде, не, Google нема да те едуцира. Забравивме да читаме. Забравивме да читаме. Значи, Google нема да те едуцира. Не си лекар, не си правник ако прочиташ на Google. Не си човек, го аман. Значи, има некој дал живот за тоа. Вреднувајте го тоа. И сметам дека кај жените треба малку повеќе да се нагласи и да се акцентира образованието прво, и тоа од мали нозе. Буквално со инка треба да им ставаме на маливе девојчиња дека треба да се едуцирани и образовани. Второ, финансиски самостојни. Знаеш како мајка ми велеше на времето, многу е важно века во животов да не се доведеш во стадиум да бараш машти да ти купиш тикли. Него дожи да си ги купиш, без разлика на левот дома. Јас стојам се уште позади тоа. Без разлика каков е вашиот партнерски однос, таа рамноправност за која што ние толку феминистички слепо се бориме, подразбира не да му висиш ти него на врат да ти купи парфем и штикли, оди купи си ги. Оди заработи ги, оди купи си ги. Меѓутоа не на ниво на инат, не на ниво на терет. Него треба да го сакаш тоа. Треба да си среќна кога ќе извадиш твојата картица. Значи, јас не велам дека он не треба да ти купи, мажи, значи треба да им купите. Но тоа е друг мовет. Но таа самостојност наша како реализирани жени многу влече во животот од финансиите. Каде се финансиите, кој ги води финансиите. И кога ти даваш и он дава, без разлика што он може би дава 80%, а ти 20%. Апсолутно не е важно, тука нели партнери сте во ред. Меѓутоа тие 20% не му зимаш од неговите 80 за штикливе, од твои се, ти си ги купила. И се сето тоа е директно поврзано со образование. Јас многу сакам тоа да им го посочам на младите девојки, дека во животов има многу повеќе од лайк на Инстаграм и од фолоу на Инстаграм. Ето така, и тоа е една тема која што... Тоа ми е мене многу веќе станато жално, да ги гледам млади девојчиња се расфрлаат со телата, се расфрлаат, значи тоа е страшно. Денеска добив понуда од еден чичко господин од некој таму 80 на години, веројатно при крај на живот, ми вика 5000 долари ти давам неделно за да ти бидам шугар деди. Јас ќе кажам не, следното дете ќе каже да. Знаеш, пошто... Да. Такви се работите, малку се измести, не малку повеќе не се измисли базата, испука. И сега ние ќе треба да ја залепиме. Ке може ли? Па не знам, ова е некој апел до моја генерација, ја мислам дека моја генерација многу зезна. Знаеш, ние сме деца на транзиција, така не викаат. Многу ни се даде, многу ни се зема, многу ни се покажа, ама многу и ни се заскри. И сега, баш едно време не знаевме кај тераме. Од после мене почнаа работите да одат во еден погрешен правец. А сега, моја генерација се родители на луѓе кои што ќе дефинираат иднината. И сега, ако на овие девојчиња и момчиња не им кажеме дека треба да се почитуваат пред се на училиште, се повеќе сме сведоци на булинг кај децата. Што е тоа ако не е од дома?
Како може дете да биде були? Не може без душа. Го видел дома татко му или мајка му. Се повеќе и повеќе има млади девојчиња кои што се продаваат за цигара, малтене. Се повеќе и повеќе има млади деца кои што само за Инстаграм живеат. Пратат на небулозни на јутубери кои што немаат ништо што да ти кажат освен кликање на тастатура. Мислам, сериозно животов има многу повеќе од тоа, знаеш. И со сето тоа ти се губиш. Едноставно стануваш едно големо ништо, една маса, едно сивило. Во оној момент кога ги си дозволиш оддешка да прочиташ, да видиш, да станеш љубопитен, значи да станеш љубопитен, да дознаеш, да видиш што е понатаму од таа линија. Немојте до линијата, бе, одете понатаму од линијата. Еден чекор ќе направи цела разлика. И се тоа е нештото што ја сакам на младиве девојки, на младиве деца. Се не знам, момци, мене нема нешто многу да ме сапат, ама младиве девојки да се облечам гола, да. Ја едно време имав, многу мажи ме следаа, пошто имав попровокативни фотографии, тоа беше Дизниленд за нив. Ама еве, кога решив да ги тргнам тие фотографии и да малку се посветам и јас да се променам и да се посветам на подруг начин на функционирање, се фокусираа жени следбеници на мене и со нив на ним можам да им посочам како да не се загинеме. Значи како младиве да се ги вратиме на убавите работи у животов. Или ја морам да пофалам сега, да не ја гледаме нели само лошата страна. И конкретно Инстаграм. Јас Инстаграм го користам лично за рецепти, тоа ти се годините, за вежби за лице, мањачам странски таму што прават со јога на лице. Мода, нели нормално тоа ми оче наш, ама тоа сум по блогови и толку. И за наши профили од типот на Алекс, која што е мишелински шеф, од типот на Кози млеко планина, дечкото кој што си гаи свое сирење и тани. Така, автентични профили кои што прават нешто кој што има поента. Така. Кој што не е само се сликал гол, здраво, постојам. Не бе душо, не постоиш. Еден од масата си. Тоа сакам да го некако разбиеме, да си го вратиме идентитетот, бидејќи ние како нација сме познати по исклучително силен идентитет кој што години на нас пробуваат да ни го изнегираат, нели? Како што и сите ние го знаеме тоа, па дури не прекрстија. И греот е сами да си го изедеме идентитетот. Затоа и пишувам кирилица, затоа и паролите ми се на кирилица, затоа и користам македонски теми за инспирација, бидејќи не можам да се правам американка, не сум. Македонка сум. Толку. Што ќе биде новиот проект од Ивана Кнез, кој што еве ќе ги опфати овие теми, ќе опфати твојата работа? Планираш ли со нешто да не изненадиш покрај враќањето на драма? Па, мој личен предизвик овој пат би било континуитет. Значи да бидам континуирано присутна, да не ги имам тој баш личен предизвик, бидејќи карактерно сум јас така падни стани. Сега веќе би требало да тој работам, требало да ја фатам таа рамна линија, каде што сум константно тука со мали испади нагоре, мали испади надолу. Мора да има и долу, нели? Меѓутоа тоа да биде мала амплитуда, да не претерам. И со самото тоа веќе да заборавиме на лошото, кое што ни го наметна изминатиот период, да пробаме сите сами, здружено, да си помогнеме во преживувањето на оваа територија, бидејќи многу повеќе од нас преживуваат отколку што живеат, така да ќе мора тука да си, за жал, ќе мора да си подадеме рака и едноставно да ја промениме прво енергијата која што владее. Таа некоја тага која што има голтнато нашава земја, ќе треба да ја проголтаме ние. Потоа тука натаму ќе видиме како ќе не носи патот. За фустани и парчиња ќе се видат на веб страната. Јас ќе те прашам, ќе ја читаме ли книгата конечно автобиографска на Ивана Кнез? Уште ми е страх. Јас те читам цело време, знаеш. И тоа ме интересира најмногу. Уште ми е страв. Уште собирам храброст да ја спојам, бидејќи знаеш такви книги на некој не знам. Ама имаме го враќање на голема врата. Мислам дека ќе ми е потребно уште малку време да ги досклопам коцките, за да можам да го запишам тоа прво. Нема да ми биде проблем да го прочитате. Проблем ми е се уште да го запишам. За таков чекор, ќе ти кажам кога ќе биде, дефинитивно. Нема да одложувам уште многу, нема ни потреба да се одложува веќе. Ивана, љубов многу малку време ти даваме.
И ние многу малку време ти даваме тебе. Како знаеш, умеш, спакувај си се. Спакувај таму, Тоа е да. тоа. Да, ќе се потрудам да биде во поскоро време, најмногу заради тоа што знам дека на многу млади луѓе ќе им се крилога за нивната идеја на тоа. Така да видувам дека ќе биде во поскоро време. Многу се радувам, многу ми значи што на прва прифаќаш вака кога те канам. Да се гледаме само за убави работи, навистина блескаш, се гледа дека конечно си среќна. И добре да е назад, да ни се врати и да останеш. Ти кажав и пред да започнеме, сега да останеш, веќе доста е бегање назад. Се гледаме, ајде, ако не на промоцијата на книгата, ќе се видиме на некоја ревија претходно, меѓутоа само за убави работи. Ивана, ти благодарам. Благодарам веќе. Почитувани гледачи, овде и вам ви благодарам што со внимание го проследивте и ова најново издание од своја страна. Моја денешна собоворничка и гостинка е нашата дизајнерка Ивана Кнес. Овде ќе ви се заблагодарам уште еднаш за вниманието, ќе ви закажам наша наредна средба токму за 7 дена од сега. Чувајте се и бидете поздравени.